Ни ребалансот на буџетот не помогна да се испегла катастрофалната реализација на капиталните инвестиции. Заклучно со крајот на октомври биле потрошени само 41% од парите планирани за цела година, покажуваат најновите поратоци на Министерството за финансии. Доколку државната каса не се прекроеше, потврдувањето ќе беше уште поголемо. Потрошени се само 31% од првично планираните средства за изградба на патишта, железници, водоводи, училишта, болници. Владата секој месец најавува дека во наредниот период ќе се подобри состојбата. Пред само неколку дена министерот за транспорт и врски тврдеше дека до крајот на годината реализацијата ќе достигне 95%. Согласно проектите и реализацијата и динамиката и визијата која што имаме тука, јас сум повеќе од убеден дека од редовната сметка, од редовниот буџет преку 95%, согласно динамиката која што ќе се одвива во изградбата на водност, горебување на процентот на повлекување на средства од тие кредитни линии. Ваквите лоши бројки сериозно дират на целата економија, а особено на градежниот сектор. Бизнисмените подолго време алармираат дека состојбата е критична. Градежништвото е двигател на секоја економија, не само во Европа и во светот, така и кај нас. Затоа што ние со градежниот сектор дополнително придвижуваме уште дополнително 26 индустријски гранки со кои директно влијаеме во развојот на економијата. Не постои можност да имаме некој си голем економски раст, а да не биде активен градежниот сектор. Сето ова веќе се одрази на вкупниот економски раст. Сите домашни и меѓународни институции веќе направија надолни корекции. Владата првично тврдеше дека БДП ќе се зголеми за 3,2%, а потоа ја намали проекцијата на 2,8%. НБРМ сега очекува 2,3%, а ММФ меѓу 1,6 и 2%. Со ова очекувањата за Македонија се најниски во целиот регион.